Битката против корупцијата во Македонија е рак рана. И натаму висока е стапката во справувањето со корупцијата, а проблем останува и натаму неказнивоста. Во издание на Тренинг со гоvorник е Благоје Пандовски, кој е претседател на Transparency International. На месечно ниво ја мерите перцепцијата во битката против корупцијата. Може и да направите паралела. Дали има некаков напредок во однос на минатата година ова време? Ја споменавте перцепцијата. Индексот, знам дека вашето прашање не е техничко, меѓутоа индексот за перцепција на корупција, доколку на него мислите, минатата година, односно оваа година со податоци кои што се однесува на минатата година, имавме 40 поена, додека пред минатата година имавме 42, што и не е некој напредок или уназадување. Во секој случај сме под оние 50 поени кои треба да ги имаме за да се смета дека ете било како се бориме против корупцијата. Барометерот е нешто друго. Барометерот кој излегува на месечно ниво ги содржи сите актуелни настани поврзани со коруптивни дејанија, кои ги делиме на бистри и матни во делот на тоа колку од нив се спроведуваат преку органите на прогонот и добиваат судска завршница и оние кои остануваат само на индици, односно озборување помеѓу луѓето или новинарски објави. Меѓутоа, ако се тргнеме од овој технички одговор, ако одиме на суштината за перцепцијата на корупцијата, перцепцијата на корупцијата најдобро ја чувствуваат граѓаните. Според мене, вистинската перцепција на корупција ја чувствува обичниот граѓанин, кога тој не може да си оствари собствени права, кога ќе отиде на лекар, па не може да добие здравствена услуга, кога ќе отиде пред суд, кога не може да добие пресуда за нешто што по закон му следува, кога ќе отиде пред било кој државен орган и не може да си оствари некое свое право. Најобичниот граѓанин, оној анонимниот, оној кој го живее обичниот секојдневен живот, преку него се гледа перцепцијата на корупцијата. Во овој случај перцепцијата на корупцијата е таква да се уште луѓето немаат доверба во институциите, се уште луѓето не може да ги остварат своите права и се уште обичниот човек е жртва на корупцијата од која бенефит имаат само богатите, само високите слоеви и само оние кои имаат јавни позиции. Господин Пандовски, изминатиот период, сведоци сме на злоупотреба на европски пари. Тендерски скандал во вредност од 9 милиони евра државни пари додадени на фирма, наводна фирма на двајца вработени. И ни за вакви скандали слуша јавноста, но се чини дека како институциите да стануваат инертни. Зошто? Знаете како, јас тоа често пати го споменувам, кога го вадиме барометерот, кога ги делиме оние на бистри матни настани. Во бистрите настани секогаш повеќе се присутни оние пониски профили на извршители на кривични дела или дела поврзани со корупција, додека оние високи скандали кои побудуваат интерес на јавноста често остануваат без судска завршница. Тоа значи дека оние white collar crime или висок криминал многу ретко се гони кај нас. Или и да се поведе судска постапка и да се покрене обвинение, тоа некако заглавува во лавиринтите на судскиот систем. Зошто е тоа така? Можеме да предпоставуваме. Тоа е поради тоа што најверојатно оние чинители кои што се извршители кои што се од повисокиот слој, повисоко рангирани, ги ја користат својата позиција, имаат доволно средства да преку судскиот систем извојуваат некакви мини победи кои што ќе го одолговлечат процесот и на крајот на криштата со последните измени на кривичниот закон и кои се уште не е вратен на старо или пак не се донесени новите измени кои што треба да ги анулираат тие негативни последици од 2023 година, овие кривични дела побрзо застаруваат. Точно е, се согласувам со вас, голем дел од овие скандали остануваат неразјаснети. До кога ќе биде тоа така, треба да ги прашаме судските органи, треба да го прашаме обвинителството, но треба да ја прашаме извршната власт која треба со обезбедување на буџетски средства да овозможи нови вработувања во судската и обвинителската служба. Власта вели допрва ќе видите што е битка против корупцијата. Ние во изминатиот период, изминатиот година се изнаслушавме намери, желби во справувањето со овие незаконски дејанија.
Сведоци сме на голем број на малверзации, финансиски дубиози и што? Како понатаму? Видете, секоја од трите власти во една нормална, во една демократска држава, законодавната, извршна и судската, кога се бори против корупцијата, кога треба да придонесе во борбата против корупцијата, тоа треба да го прави во рамките на собствените ингеренции. Кај нас, нажалост, во последно време, при тоа не реферирам на ниедна од овие три власти, повеќе сме сведоци на изјави кои што се однесуваат на префрлање на вината на другата власт, отколку на некои конкретни действија. Што сакам да кажам со тоа? Сите од овие три типа на власти во државата, и извршната, и законодавната, и судската, имаат придонес во состојбата во која што се наоѓаме во моментот. Препознавате ли искрена намера, акција во справувањето со корупцијата? Нажалост, во овој момент не препознавам, бидејќи, еве, да ги тргнеме сите работи на страна и да направиме една мини анализа што би требало да се случи во моментов најбрзо, за да имаме некаков мини напредок во борбата против корупцијата. Што треба? Пред се. Еве, ако реферираме на извршната власт, треба што побрзо да биде подготвен новиот текст на измени на кривичниот законник. Треба што побрзо да влезе во сила. Собранието треба што побрзо да ги изгласа овие измени, а не да калкулираат со тоа дека како вршители на јавни функции сите криминали кои што се случуваат во моментов и кои што се случува во изминатиот период ќе застарат за побрзо време отколку оние претходни провизии кои што ги предвидуваше членот за злоупотреба на службена положба и овластување. Судската власт од друга страна и обвинителската власт, иако се десеткувани, да, немаат судска и обвинителска служба, меѓутоа обвинителите треба да направат приоритет на оние дела кои што се од стратешко значење. Што значи тоа? Оние кои што може да побудат поголеми општествени поместувања, значи оној висок криминал кој што го зборуваме, со кој што треба да се справиме, секаде каде што има злоупотреба на буџетски средства, секаде каде што има пореметување на општествените услови во оваа држава, тие треба да имаат приоритет како кривични дела. Значи секој во својот сегмент треба да почне со действување за да имаме некаков напредок во борбата против корупцијата. Се досега се сведува само на обични изјави. Благодарам за разговорот. Благоја Пандовски, претседател на Transparency International.